9 мај. Ден на победа над фашизмот и Ден на Европа. Светот денес го одбележува денот на победата над фашизмот, а во Европската Унија и Денот на Европа, во спомен на крајот на Втората светска војна во 1945 година и почетокот на создавањето на Европската Унија 5 години подоцна. Оваа година се одбележуваат 75 години од крајот на Втората светска војна и 70 години од започнувањето на иницијативата за создавање на денешната Европска Унија. Втората светска војна започнува на 1 септември 1939 година со инвазија на нацистичка Германија врз Полска. Борби се воделе во Европа, Азија, Северна Африка, низ Тихиот океан и Атлантскиот океан. Втората светска војна ги донесува најтешките битки и важни воени операции, вклучувајќи го Холокаустот, фронтовите и бомбардирањето на цивили, атомската бомба, млазниот авион и радарот, кои се само некои од изумите за време на оваа војна. Ги вбројува и поголемите битки, како воздушната битка за Англија, која започнала во 1940 година на Западниот фронт, каде што по константното бомбардирање од страна на германската авиација, Англија успеала да ја добие битката. На Југоисточниот фронт, војната на Пацификот, на 7 декември 1941 година, со нападот на Јапонија врз САД, каде што за неколку часа била уништена целата американска пацифичка флота. За пресвртот на војната влијаеле повеќе фактори. Атлантската повелба била подпишана на 14 август 1941 година меѓу председателот на САД Франклин Делано Рузвелт и премиерот на Велика Британија Винстон Черчил. Во неа биле декларирани политичките цели, порас на фашизмот и право на народите по војната слободно да го избираат своето државно уредување. Во 1942 година на Источниот фронт дошло до започнување на Сталинградската битка, со цел Германија да ги освои големите резерви на нафта во Кавказ. Сталинградската битка е најкрвавата битка во историјата на човештвото. Таа се водела во градот Сталинград, помеѓу Советскиот сојуз и нацистичка Германија, во период од 28 јули 1942 година до 2 февруари 1943 година. Во оваа битка била речиси уништена 6-та германска армија. Со тоа, таа представува пресвртница на Втората светска војна, која дефинитивно му ставила крај на митот за непобедливоста на Германија. Во 1943 година, во Курск, се одиграла најголемата тенковска битка во историјата, каде што германската војска била поразена. На 28 ноември 1943 година се одржала Техеранската конференција во присуство на трите големи лидери – Рузвелт, Сталин и Черчил. Биле донесени одлуки за истоварување во Франција летото 1944 година и помош на партизаните во Југославија. Германија била под притисок да војува и на исток и на запад, па била принудена безусловно да капитулира. На 8 мај 1945 година, пред представниците на антифашистичката коалиција, Германија го потпишала актот за безусловна капитулација. Втората светска војна конечно завршува на 2 септември 1945 година со капитулацијата на Јапонија. Македонија во Втората светска војна била на страната на антифашистичката коалиција. Во борбите против фашистичките окупатори загинале 33.000 луѓе. 9 мај, Денот на Европа, е воспоставен како ден на сеќавањето на декларацијата на Роберт Шуман во 1950 година, на 5 годишнината од германската капитулација, која се смета за прв официјален чекор во создавањето на новата Европа. Декларацијата била предлог за поранешните непријатели Франција и Германија да воспостават организација која заеднички ќе управува со нивните индустрии за јаглен и челик со цел војната никогаш да не се повтори. Предлогот довел до создавање на Европска заедница за јаглен и челик во 1951 година, предходник на Европската економска заедница, денес Европска Унија.
Со прогласување на независноста во 1991 година, Република Македонија ја истакна својата определба за членство во Европската Унија. 9 мај е ден за почит на жртвите што ги вградиле своите животи во победата на една голема несреќа од историјата – фашизмот, почит на над 5 милиони жртви и 35 милиони ранети. 9 мај е и ден на Европа, кој го отвара патот на сите европски земји во подобра иднина, вклучувајќи и Македонија во Европската Унија.